Свежа трева обраснала на тајната која се крие во земјата на старото село или громадите на Делчевско Разловци, локалитетот од десетици хектари кој е веднаш до реката Брегалница, камењата кои како да никнуваат од земјата и многу стари гробови, праќаат пораки дека овде се крие голема тајна, за која делчевскиот историчар Славчо Десподов тврди дека е градот Равен, центарот на Брегалничкото кнежество, каде Кирил и Методија напишале глаголицата и првите словенски книги и покрстиле 54.000 словени. Може да се каже дека дава индици и можности да на ова место, на овој локалитет да се направи град кој што бил тогаш центар на тоа Брегалничко кнежество. Каде што најдовме артефакти. Најдовме тука една плочи од покрив и една луцерна која што беше во подножјето на овој зид што се наоѓа позади мене. Освен материјалните докази од житијата и најдените артефакти, тој своето тврдење го темели и врз преданијата кои живеат ке местното население, посебно за локалитетот Светата вода, кој е во близина на ова место. Патеписите и записите што ги оставиат позади нив Јордан Иванов, бугарски историчар по потекло од Кратово, кој во 1908 година издава публикација за територијата на Македонија и во која што тврди дека овие извори таму Светата вода кои се наоѓаат само 2-3 километри од овој локалитет се фактички изворите кај што престојувале Кирил и Методи и затоа се вика Света вода. Дека оваа земја кај громадите крие голема тајна сведочат и локалните жители кои знаат точно каде има стари гробови, каде има стара црква, но и што наоѓаат по нивите. Ја наводих лично на тугу, ама писмо дека не сам се досетил дека и е вредило некоја могува да го растумачи некој да се прочита, да се најди каков јазик е, шо е. И големина беше штета која едно 30 на 30 имаше цела строфа испишано. У нивата најдехме. Преди това има 4 години 5. Синовето као реаше, напред со скрави корехме, немаше, а после со трактора и трактора закачи и после они рачно ја извадија. Локалитетот Старото село или громадите не е впишан во археолошката карта на Македонија. Тврдењата на историчарот Десподов можеби ќе бидат доволни да се анимира науката, која се уште не одговорила каде е Равен, за кого досега има само предпоставки дека е во Мородвист, а во однос на топонимите дека е и во Пехчево кај Равна река.